Почитуван заменик министер, очекував дека за едно вакво сериозно законско решение, за кое што јавноста има огромен интерес, барем да проговорите кои се причините поради кои се прават овие промени. Сакам на почетокот да објаснам зашто пратничката група на СДСМ ќе гласа против овие измени и дополнувања на Законот за приватното обезбедување, не затоа што овие измени се лоши, иако се наведени како номотехнички или исправање на одредени неправилности во законот кој што беше донесен во декември 2012 година, не содржи ниту едно решение кое што дава одговор или ги решава проблемите за кои во декември 2012 година разговаравме и кои што отварат многу сериозни дилеми во јавноста. Затоа ќе бидеме конзистентни во ставот и за ова законско решение нема да гласаме за. И при тоа морам да изразам уште едно жалење што министерката за внатрешни работи овдека не е присутна, затоа што со сиот почит за вашиот кредибилитет и легитимитет, мислам дека ваквото законско решение многу помалку му се припишува на ДУИ, а многу повеќе на ВМРО-ДПМН како носител на влачката коалиција. Значи, законот предвидуваше, како донесен во декември 2012 година, дека за 6 месеци истиот ќе биде имплементиран во пракса и ќе биде една новина која што се употребува во други земји од регионот, а повеќето земји ваков модел според вашите окажувања како влада го употребувале или го имплементирале во Европската унија. Значи, да резимираме. Во декември 2012 година на приватните агенции за обезбедување, вашата влада, односно владата или министерството кое што вие го представувате, им овозможува да добијат речиси или да не кажам полициски овластувања, исти како што ги имаат припадниците на Министерството за внатрешни работи. Без оглед дали се работи за градирање на задолжително приватно обезбедување, дали се работи за техничко обезбедување, согласно измените кои што беа, односно согласно овој закон кој што денеска се изменува на ваш предлог, беше утврдено согласно членот 44 да има задолжително обезбедување за предмети и објекти од особено културно и историско значење, како и во други случаи кога тоа е во интерес на безбедност, односно одбраната на Република Македонија, а од видови на овластувања, еве да ја прочитам за да јавноста се потсети, што може да прават припадниците на приватните агенции за обезбедување. Да вршат проверка на идентитет на лица при влез во имото што го обезбедува. Да предупредат лице да се оддалечи од имотот што се обезбедува, ако лицето не е овластено се држува во него. Да не дозволат влез на неповикано лице и да задржат и предадат на полиција лице затечено во вршење на кривично дело. Колку за илустрација на јавноста, претпоставам и вас е добро да ве потсетам, дека за средства кои што може да ги употреби припадник на приватна агенција за обезбедување, согласно овој закон кој што денеска го изменуваме, во членот 54 е дефинирано физичка сила, гумена палка, средства за врзување на лица или популарно познати меѓу народот висици, хемиски средства спреј, огнено оружје и дресирано куче. Почитуван заменик министер и вие од владеачкото мнозинство, бидејќи јас сум родител, претпоставувам и знам дека повеќето овде повозрастни од мене, се исто така или приближно слично загрижени за тоа што се прави со ова законско решение. И не случајно владата или Министерството за внатрешни работи 6 месеци овој закон не го спроведува. Тој беше донесен без јавна дебата и во исто време гледам во изминатиот период дека комората на агенциите за приватно обезбедување, бидејќи се има владата мувата на капата, има јавна кампања која што им објаснува или ги учи граѓаните кои ќе бидат новите овластувања на агенциите за приватно обезбедување. Јас лично, а и опозицијата не сака да го сведе или да ја сведе дебатата по ова законско решение за тоа колку овие законски измени ќе овозможат потешко дел од припадниците на агенциите за приватно обезбедување да се стекнат со знаење или со искуство да имплементираат вакви сериозни, ќе кажам, полициски овластувања. Бидејќи таа дебата е погрешна.
Јас сум цврсто уверен дека во агенциите за приватно обезбедување постојат луѓе кои што се професионално обучени да обавуваат таа функција. И тога не сакам да спорам. Како што и во Министерството за внатрешни работи, луѓе кои што се занимаваат со оваа работа, се исто така обучени и поминале низа обуки како да се справуваат во една ваква ситуација. Меѓутоа, почитуван заменик министер и вие пратеници од ВМРО ДПМН. Мартин Нешковски беше усмрден од припадник на специјална единица вработен во МВР, кој што исто така поминал низа обуки. Кога ќе ставите во контекст една многу педантна информација на македонската статистика, ќе видите дека во Република Македонија има еден фрапантен податок. Униформирани ли припадници на Министерството за внатрешни работи во Република Македонија постои 7200. Тако бројка. Еве дека си овие новите 316, да речеме 8000 униформирани припадници на Министерството за внатрешни работи. Дали некој од ВМРО ДПМН знае ли вие да сообщите таа информација колку припадници има на приватни агенции за обезбедување? Сакате да ви го дам одговор? 18600. Знаете колку е оваа бројка? 18600 повеќе од униформирани лица на Министерството за внатрешни работи. Значи, ние со овој закон, ваков како што е усвоен во ваква форма, и со овие законски измени, кои што ништо не променуваат на подобро во Република Македонија, ние возможуваме да има партиска полиција во Република Македонија. И сега ќе се обидам ова да го вулгаризирам, за да сватат претениците од ВМРО ДПМН дека не критикуваме колку да се критикува. Например, ако Министерката за култура во септември 2012 година распишала тендер за обезбедување на Триумфалната порта и избрана приватна агенција која што е платена 32.500 евра, во случај, еве ќе вулгаризирам до крај, некои деца кои што ќе излегуваат од нова на дискотека театро, се сликаат при Триумфалната порта, некој припадник на СГС, онаја приватна агенција за обезбедување зад која стои Сашо Мјалков, ќе може некој тие деца да побара да ги легитимира, па и дури да ги уапси ако се за нешто сомнително. Сакате да вулгаризираме до крај. Некој од пратениците на ВМРО ДПМН, нив не може ништо да им се случи, бидејќи имаат имунитет, до души на нашите. Но некој граѓанин, согласно овој закон кој ќе почне да се имплементира, на патарина може да биде застанат повторно од агенцијата, припадник на агенцијата на СГС, да му го отворат багажникот, па и дури да го уапсат со лисици да го заврзат, додека да дојде припадник на Министерството за внатрешни работи да го спроведе во понатамошна поставка. Мислам дека ова апсолутно не е наивна работа, за да така лесно влегуваме во ова приказна. Значи, зборувавме многу, и колегата Павле Тралов говореше, дека ние немаме таква свест да се спроведува ваков закон во пракса. Тоа што упорно се тера овој закон, покажува дека се точни приказните зашто се излезе со вакво законско решение. После внатрешниот судир во ВМРО ДПМН поврзан со детонатор, каде приватните агенции меѓу себе, блиски до ВМРО ДПМН или на ВМРО ДПМН, се бореа за превласт, откако Сашо Мјалков ја доби шансата или ја доби, ја победи битката и сега располага со голем број на припадници на приватната агенција СГС, тие треба да добијат овластување полициски, ќе можат да апсат и да прават други работи во Република Македонија на ист начин како што тоа го прави полицијата. Еве јас поставам едно прашање до ВМРО ДПМН. Ајде да го кинеме Државната изборна комисија и СГС нека спроведува избори. Ајде да ги вулгаризираме до таму работите. Ако толку е спремен СГС, ајде да му дадеме да спроведува избори. Не треба Државна комисија, не треба председател, нега тера СГС. И сосема на крај да резимирам. Милион апели да ви се пушта да се повлекува овој закон, вие нема да го повлечете. Јас не знам што ќе излезе после смената на власта. Да не биде некоја од овие фирми СГС на ист начин третирана како сега Сашо Мјалков што се правда за фирмите за кои што наводно ги продал или не ги продал или не знам како, кој човеков да се занимава со градежен бизнис, сите изминати 20 години надвор од Република Македонија, иако во интерес на јавноста никој не заборавил дека човекот и од 1998 до 2002 беше шеф на војно разузнавање во Министерство за одбрана и беше советник во владата.
Значи, од ова ќе излезат само штетни последици, почитуван заменик министер за Република Македонија, и на крајот вистината ќе излезе на виделина. Јас само друго се плашам. Да не ја платиме многу висока казна со човечки животи за вакви екскурзии на оваа влада на ВМРО ДПМН.